По 8 месеци од споделените идеи на власта за јавно-приватно партнерство во државните болници, останува непознато што точно во пракса би значеле истите за здравствениот систем, но и за граѓаните. По најавите дека постои веројатност да се затворат државни болници за сметка на приватните, кои здравствените власти по лошите реакции во јавноста ги демантираа, иако ги сподели лично премиерот Заев, ваквите проекти како да се на стенд-бај. Дел од нарачаните физибилити студии, што треба да ги оправдаат владините идеи, ги пробија сите рокови за изработка и се уште не се готови. Дел пак, тврди првиот човек на здравството, се финиширани, ама јавноста ќе ја почека нивната презентација, бидејќи се уште има неразјаснети прашања. За сега останува непознато и колку народни пари се трошат за ваквите студии. Ние за тие физибилити студии распишуваме поединечни тендерски постапки, сите се на електронска аукција, една одредена сума немаме. Издвоено, готова е физибилити студија за инвитро фертилизацијата, таа стигна во Министерството, веќе започнавме некои консултации со експерти од таа област и за таа конкретна физибилити студија, како и за секоја друга ќе отвориме јавна дебата и расправа. На Филипче не му се допаѓа тоа што ваквите партнерства во јавноста се толкуваат како идна приватизација на јавното здравство. Па вели, тоа е начин како државата да ги сподели ризиците, но и трошоците со приватници. Не треба да се користи зборот приватизација заради тоа што тоа не е приватизација. Јавно-приватното партнерство е само делење на ризикот и обезбедување на финансии од приватен партнер. Да се ослободиме на некој начин од тоа што представува терет и трошок сега на здравствениот систем, а е така историски со години наназад. За плановите, ветува Филипче, откако ќе бидат објавени физибилити студиите, ќе се дебатира и со синдикатот на клинички, со кого, тврди министерот, добро соработува. Целосно се известени и информирани за динамиката која што планиравме во следниот на период, не само представниците на синдикатот од клиничкиот центар, туку и представниците на гранковиот синдикат. Од синдикатот на клинички пак за Алфа вела дека веќе 6 месеци немаат никаква комуникација и непознати им се конкретните планови на властите за јавното здравство. А додека преку анализи се крои иднината на државните болници, огромен е проблемот со одлив на белите мантили од земјава. За сега, според Филипче, има вкупно 1600 вработени, поголем број средномедицински персонал, што чекаат вработување, а се ангажирани со договор на дело.